Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски заедно со членови од партијата доцна синојка беше во посета на општина Зелениково, на чија територија се проширија повеќе пожари. Тој потенцираше дека 20 дена не можат да се изгаснат пожарите. Во Македонски Брод веќе има една жртва, а 5 куќи изгореа и никому ништо. Ниту има помош, ниту каде да се сместат. Ништо јасно се гледа дека новата влада не превзема никаква акција. Нема таква акција, активност, како што имаше во години кога се случуваа пожари, кога ја предводевме владата, кога правевме општа мобилизација на се што може да помогне. Кога беа ангажирани поголем број министри, директори, се бараше помоши од други држави и се добиваше. И навистина имало денови кога сме оделе од град во град и јас како премиер и министрите сме преспивале во други градови со цел да бидеме на лице место, да помогнеме, да дадеме елан на сите, да работат повеќе. Сега гледам дека го нема тоа. Оставаат некако само на помал број на пожарникари или луѓе кои што помагаат. И тоа си дава своји последици. Еве, 20 дена не може да ги изгасат пожарите. Груевски истакна дека унијата на млади сили и на жени на ВМРО ДПМН се на терен во Македонски Брод, каде што им помагаат на жителите, но основната и главната помош треба државата да ја направи. Владко Ѓорчев од партијата истакна дека ова се едни од најголемите пожари во историјата и представува страшна загуба за државата. Според него, новата влада потврдила и не може да се справи со пожарите. Ова е страшна загуба за Македонија. Ова е страшна загуба и зборуваме за дрва кои што се по 20-30 години ќе треба да се обновуваат тие шуми. Значи имавме ситуација во Скопје каде што за 2, 3, 5 дрва се правеше голем проблем, а сега некои невладини организации, луѓе што лија крокодилски солзи каде што имаме стотици илјади изгорени дрва, не кажуваат и не коментираат. Значи гори во Струшко, гори во Кочанско, во Зрновци, па се угаси пожарот. Велешко гори, Чашка, еден куп други места. Значи ова е страшно потврлање на организација од влада, од министерство. Значи ние имаме министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство. На шумарство шумите изгореа, ништо не се презира со денови и со недели. При посетата на Зелениково, градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски истакна дека до сега требало да се создаде кризен штаб, но од владата нема никаква реакција. Пожарникарите во Скопската општина Зелениково се уште се на терен во обид за целосно гаснење на пожарите. Оваа година има зголемување на пожарите за разлика од претходната година. Минатата година имало 1117 пожари за цела година, додека сега до 31 јули има 1116 пожари.